Добро, ви благодарам председателки, почитувани колеги, почитувана министерке, односно заменик министер, извинете. Да, ја видов дека е тука. Значи, овака буџетот нормално дека не е статичен документ, мора да се адаптира спрема потребите што ги носи економијата, геополитиката и така натаму, инфлаторни притисоци, економски движења. За жал, оваа година се соочуваме со еден непредвиден конфликт во Блискиот Исток, кој што ни наметна некакви нови текови. Нормално дека не можеме да се водиме во рамките на оно што беше предвидено во декември за оваа година, па затоа нормално е и да имаме ребаланс, што не значи дека нешто не е во ред, туку мораме да бидеме спремни за оно што и во иднина не очекува. Така што, еве и претходно, не знам зошто е потребата да се критикува кога имаме ребаланс, и претходно секоја година сме го правили истото, со тоа што тогаш имавме редовни изговори без разлика дали било ковид криза, дали било Украина, еве сега имаме една уште поголема енергетска криза од која што сме сите директно засегнати, и тоа е тоа. Меѓутоа, она што сакам вака да го потенцирам покрај бројките кои што сите досега ги кажаа за разликата во приходите, во расходите, во дефицитот, она што беше проектирано и она што ќе се случува, би сакал малку да видиме од друг аспект како јас го гледам конкретно овој ребаланс на буџетот и траекторијата по која што се движи Република Македонија. Во изминатиот период сме многу свесни дека посебно овој што еднаш се појавува и кога ќе се појави заврнува тука во поплавува Скопје Венко, цело време ширеше страв, не знам де ваква криза, таква криза, не знам, пак имало нестабилност, должничко робство или како викаше и така натаму. Меѓутоа, кога ќе испоредиме бројките и фактите, гледаме дека се соочуваме со нешто друго. Имавме задолжување во периодот кога беа СДСМ на власт од над 4,5 милиарди, меѓутоа бруто домашниот производ за жал не растеше со повеќе од 1%. Сега имаме можеби по динамика тука некаде задолжување, можеби и малку повеќе, со тоа што тогаш се задолжувавте за ништо, а ние сега се задолжуваме за инвестиции од една страна, а од друга страна да ви ги исплаќаме тие комбилизоните у короната што ги купувавте по 2000 денари, калјачи од 700 денари, црева за инфузија од 1700 денари и така натаму. Сега ние такви долгови враќаме и дополнително гледаме дека мораме да го развиваме стопанството. Траекторијата по која што се движи Република Македонија е многу спротивна од она по која што се движеше Република Македонија во изминатиот период, додека беа СДСМ на власт. 3,5:1 имаме зголемување на бруто домашниот производ. Имаме 7 квартали поред со повеќе од 3% раст. Имаме дефицит кој што сега би бил околу 4% и инфлација која што за жал е околу 4,5% и навистина отстапува од она што било предвидено. Каква беше претходно ситуацијата? Сме сите сведоци, кога 2022 имаше 14% инфлација, 22% беше на храната, 23 имаше 9,5% инфлација и така натаму, кога ги финансиравме овие Васко Ковачевски, па адитиви, па не знам какви се не афери, тогаш се беше окей, ама сега не е окей, оти не сте вие на власт. Реалноста е следна. Даноците се зголемени во јуни, конкретно со бројка. Оваа година 13,26 милиарди денари се собрани, во 25-та се собрани 9,37 милиарди, односно 3,89 милиарди или 41,6% повеќе. Социјалните придонеси 10,29 25-та, 11,52 26-та, 12% зголемување, 1,23, ќе ви кажам зашто ова го кажувам. Даноците јануари, јуни 25-та, вкупно 64,93 милиарди, јануари-јуни 26-та 74,61 милиарда или 9,68 милиарди повеќе, односно 14,9%, социјалните придонеси исто така зголемување со 7,6%. Ова го кажувам затоа што ова е слика на потрошувачката
и на приходите на граѓаните. Вие цело време велите имаме сиромаштија, граѓаните не можат ништо да си дозволат, граѓаните не знам, ги понижувате, ги омалужувате. Дај Боже, ова да е дупло повеќе. Не е повеќе дупло, меѓутоа е многу повеќе од она што беше претходно. И бројките конкретно говорат зголемување на даноците од 41,6% во однос на ланската година. Знаете тоа што значи? Дека граѓаните покрај тоа што во ваше време може да си купат само леп, млеко, маргарин, јогурт и не знам што беше оние основните прехранбени производи со мала стапка на ДДВ, сега можат да си купат и нешто повеќе. Можат и мрсничко да каснат, можат и да си купат апарати во домаќинството, можат да си купат автомобили и така натаму, затоа што гледаме дека имаме зголемување на оваа страна. Од друга страна, корпоративните кредити. Ај видете по банкиве што се случува. Корпоративните кредити се зголемени над 15%. Тоа што значи? Дека фирмите се сигурни, стабилни и инвестираат, за разлика од претходно кога фирмите не инвестираат, не земаат кредити или пак не беа ликвидни за банките да им дадат средства. Ајде ќе одам понатаму. 2020 година е за тоа што кажувате дека сте биле многу способни, сега го критикувавте нашиот дефицит. 2020 година имаме дефицит од 8%. Сега е 4%. Тогаш имаше криза, сега има криза. Меѓутоа, сега се менаџира многу поинаку оваа криза и има едни интересни бројки кои што не знам дали вие ги приметувате воопшто. Меѓутоа, тоа е показател дека државата се грижи да немаме огромни скокови на инфлацијата. Ако погледнете во Државниот пазарен инспекторат што работел и колку работел, ќе приметите дека во ваше време имале во просек околу 500 до 700 контроли месечно. Сега, оваа година, од 1600 во јануари, после кризата се зголемува затоа што навикнати се овие кои што го држат пазарот, зборувам пред се за големите маркети, во време на криза да ги покачуваат цените. И сега имаме зголемување на 2525 контроли во месец април. Предходно, ако имало 500 во време на СДСМ, сега имаме 2525 со изречени толку и толку казни, кои што го притискаат, ја притискаат алчноста на овие ланци на маркети кои што прават вештачко покачување. Дополнително, еве приходите отстапувале во делот на акцизи. А нормално е да отстапуваат. Отстапувале у делот на даноците. Нормално е да отстапуваат. Државата се откажа и од акцизи, и од одреден процент на ДДВ кај горивата, за да имаме стабилност и да немаме притисок. Како што кажав предходно, плаќавме неспособност на Васко Ковачевски, неспособност на едни на други. Имавме една голема стапка ваму во буџетов, проектирана секоја година, се викаше, мислам, ако не се лажам, исплата по, како беа тие судски одлуки, каде што најмногу беа во делот на работните односи поради нарушување на колективни договори, поради непочитување на закон за работни односи, каде што си живјававте дел од министрите врз вработените, па ги праќавте од Делчево у Гевгелија, од Охрид у Струмица, од Штип у Берово, тоа е исто подрачје. И така натаму, и имавме тука една година 1,2 милиони, замислете, 1,2 милиони денари. Или у превод, од 365 дена у годината приходите, еден ден, целиот приход требаше да оди затоа што се живувавте врз вработените во одредени институции. Она што навистина е за пофалба во овој буџет е тоа што секаде, погледнете поединечно, секаде се намалува стоки и услуги стапката. Значи секаде. Не можете, претходно тоа што го критикувавме, и ние, и вие, сега немаме основ за критика, освен што се зголемува во правобранителството, ако не се лажам, како што видов претходно и во управата за јавни приходи. Дополнително, контролата на пазарот се стимулира дополнително со 10 милиони денари, односно овие контроли кои што се
врз големите ланци на маркети и така натаму, ќе се зголемат и ќе бидат уште пожестоки, за да немаме злоупотреба од страна на собствениците на овие големите. Меѓутоа, ајде, и нив можеме да ги оправдаме. Ако гледаме наназад пред една година, направивте едно салто мортале со тоа кога го воведовте или пред 2 години, како беше овој солидарниот данок, кога им ги исцрпевте парите на Жито, Кам, Стокомак, Тинекс, не знам кој ги опфати тој солидарен данок, и они за да си ја дополнат таа дупка мораат да си качат цените. И знаете, таа е логиката. Е, сега Уставниот суд вели солидарниот данок не бил уставен. Зголемување на средствата во Државниот инспекторат за труд. Односно, тука се гледа дека ќе имаме зголемена борба со сивата економија. Дополнително, преку овој план што е за само вработување, гледаме дека околу 4.000 нови вработувања ќе имаме. Го поминавме прагот од вработени. Ја не знам преска какви ви се тие математики 94.000 вакви така. Во тие 94.000 знаете кои спајат? Студенти, пензионери кои што остварија право на работа без да го изгубат нивниот статус, а плаќаат персонален данок. Тие се тие. Ја навистина не знам од каде ви е оваа бројка, кој може да утврди дали имаме 94.000 вработени во сива економија. Може се 300.000, така? Може се 500.000. Не. Овие се тие луѓе кои што имаат договори на дело или се ангажирани работно, овака како што претходно им дозволивме со законот, за да не го изгубат својот статус на пензионер. Студенти и така натаму. Во Министерството за животна средина и просторно планирање имаме убаво кредитот од КФВ банката, па не го реализираш, ама ние ќе си плаќаме камати. И тоа е тоа. Само, пак ќе кажам, фала Богу, пред тоа беше со 6,96 тој кредит, сега е со 3,25. Имаше едно заложување со 2,30, ама тоа сето вие не го гледате. Тогаш вас не ве интересира. Имаме Министерството за транспорт. Субвенции на јавни претпријатија се намалени. Што значи тоа? Тоа значи дека јавните претпријатија веќе немаат потреба од државна помош, дека веќе застануваат на здраве и нозе. Дека не мора да значи, јас не знам, се чудам зошто вие цело време потенцирате имало намалување во делот на социјалната заштита. Па нормално е кога има помалку луѓе што имаат потреба од социјална заштита, нормално е да има намалување. Истото се случува и со јавни претпријатија. И сега убаво ли е, не ли е убаво? Одлучете се, дали е убаво да се субвенционираат јавните претпријатија или не е убаво да се субвенционираат. Според мојата логика не треба да се субвенционираат или ова е приказ дека тие се застанати на цврсти нози и не им е потребна државна помош. Понатаму, извинете, не догледувам многу, купување на опрема и машини. Тука 232% имаме зголемување во Министерството за транспорт. Тоа знаете што значи? Дека нема веќе на батемвице, на батемице да се изнајмуваат багерите. Сега ќе си имаме собствени, и тие ќе си бидат ангажирани за да немаме фрц-прц, што вика Фатмир Битики, фрц-прц. Така ли беше, Фатмир? Понатаму Министерство за шумарство и водостопанство. Шумската полиција, фала Богу, имаат нов колективен договор од вчера. Нека име со среќа, со кој што ќе имаат повисоки плати, ќе имаат бенефициран стаж и поголема заштита од дрвократците. Државниот инспекторат за шумарство и ловство, тука исто така се зголемуваат средствата. Фитосанитарната лабораторија 34%, значи нема само путерче, сега ќе се фаќаат и други работи.
државна водостопанство се зголемува, програма за наводнување исто така се зголемува. Така да можете вие да критикувате, меѓутоа пак ќе кажам, битна е суштината, некаде може сакате вие повеќе средства. Нормално е. Секој си ја гледа работата од свој аспект. Еве Јованка кажа дека работела 20 години у социјала, сака повеќе. Ама не им даде кој имаше шанса. Сега не им дававме 20% на вработените. Да. И нормално е секој да си ја брани својата бранша. Меѓутоа, ако видиме системот и ако видиме дека многу повеќе средства ќе се вложат онаму каде што може да се спречи сивата економија, да се унапреди земјоделието, да ги намалиме притисоците врз стопанството, тогаш морате да признаете дека ова е ребаланс кој што е адаптиран на потребите кои што се произлезени од ова што се случува на геополитички план. Јас се надевам дека ќе го поддржите овој ребаланс, иако знам дека потајно тоа го посакувате, меѓутоа како опозиција морате да глумите дека не ви е сеедно, така да ви благодарам на вниманието и се надевам на поддршка.